Господине Груевски, не знам дали се разбравме добро, меѓутоа јас ви поставувам вам прашања, а вие ми одговарате. Јас како представник на граѓаните му поставам прашање на носителот на извршна власт. Во овие речиси 10 минути вие ми поставивте мноштво прашања за кои мислам дека апсолутно не ви е местото и фотилјата која во моментов ја држите е несоодветна. Во некое друго време ќе поставувате прашања на луѓе од извршната власт, кога вие нема да бидете извршна власт. Апсолутно не сакам да дискутирам за темата што постигнала оваа влада, за многу работи каде што сте биле позитивни, сме го кажале нашето мислење. Јас поверав 3 конкретни мерки, господине Груевски, 3 конкретни мерки да ми кажете, најмалку 3, ако можете и повеќе. Што ќе преземете за следната година во извештајот на Amnesty International и во извештајот на State Department да нема констатација дека се мешате во судството, дека се мешате во медиумите и дека ќе нема гаранција, дека ќе нема повеќе политички затвореници. За тие 3 работи побарав 3 мерки да ни соопштите. И тајмингот, кога ќе ги преземате тие мерки. Тоа што вие имавте подготвен одговор за НАТО самитот, а никој не ви го праша, не ви го постави тоа прашање, е друга работа. Ние навистина не ве прашавме за тоа. Денеска сега е 5:15, цел ден седите тука, не одговоривте на ниедно поставено прашање, освен на оние што ги имате подготвено како одговори. Сте предпоставувале дека ќе ве прашам за администрација, па ми одговарате што има во вашата програма за администрација и реформите. Не ве прашав тоа. Ве прашав за вашето мешање во судството и за политичките затвореници. Не знам дали не ми одговоривте затоа што Беџети и Вришковски не се тука, министерот и заменикот за да ве избрифираат, па почнувате да ми зборувате за администрација и за НАТО самитот, за работи што ви се веќе подготвени. Инаку, господине Груевски, им должиме на јавноста одговор следен. Никогаш во за ниедна друга влада, дали тоа било во време на владење на СДСМ или на ВМРО-ДПМН со друг премиер, немало констатација дека владата се меша во судството. Немало констатација дека владата го попречува слободното работење на медиумите. И за прв пат оваа година, покрај овие 2 работи, во овие извештаи се спомнуваат политички затвореници. И тоа го нема ниту во извештаите на претходни македонски влади, ниту пак го има во извештајот за Хрватска, за Босна, за Црнагора, за Косово, за Србија, за државите од регионот. Тоа беше моето прашање. Од чисто одговор се разбира дека не сум задоволна и немам